Цената на горивата нема да отиде над 100 денари. Дизелот останува ист, бензинот поевтин за 2 денари по литар и покрај на горните трендови на светските берзи, македонските граѓани ќе продолжат да плаќаат наевтини горива во регионот. Владата и официјално ги намали акцизите, 4 денари за нафтата и 2 денари за бензините. На сила уште најмалку 2 недели останува и мерката за понизок данок од 18 на 10%. Доколку не се случеше ова намалување на акцизата, тогаш литар дизел ќе беше отприлика 102 денари, можеби над 102 денари, така велат нашите калкулации, бидејќи берзата се затвори во четврток поради великденските празници и ќе се рестартира во вторник. А безоловниот 95 и 98 октански ќе беше поголем за 1,5 до 2 денара. Покрај пониските акцизи на сила до крај на април останува и попустот на Окта. Мицкоски кажа дека имале разговори со цел граѓаните да плаќаат уште поевтини горива. Доаѓаме до цена која што за дизелот ќе биде иста како и до сега, практично, доколку се вкалкулира попустот од 4 денари за акцизата и 3 денари кои што го добиваме од Окта, така што ние 7 денари потенцијално зголемување по литар ги амортизираме, додека пак кај безоловниот 95 и 98 октански, покрај оние 2 денара акциза по литар, ќе имаме дополнителни 2 денара по литар намалување. На македонските бензински последниве недели покрај нашите граѓани горива полнати од државите од соседството на дневно ниво, ако претходно потрошувачката била 1,5 милион тони, сега во просек е по 2 милиони. Според премиерот нема потреба од некакви рестриктивни мерки, бидејќи Македонија сега е фактор на енергетска стабилност во регионот, покрај за потрошувачката на мало, од држава со керозин се снабдуваат и неколку аеродроми во регионот. Треба да се навикнеме и во состојба кога не коленичиме, туку кога емитуваме стабилност и сигурност. Ние во моментот како држава сме фактор на стабилност во регионот и ние како држава сметаме дека тоа што го овозможуваме да граѓани од соседните држави ги користат нашите ресурси, напротив помагаме во македонската економија, а не имаме одземена вредност, туку имаме додадена вредност, но истовремено и на граѓаните од другите држави им овозможуваме да користат поевтини енергенси. Иако состојбата во целиот свет од ден во ден станува се понеизвестна, а оваа криза се очекува да трае на подолг рок, премиерот уверува дека економската состојба во државава е стабилна, според проекциите од првиот квартал годинава, каде приходите во буџетот биле согласно очекувањата, нови задолжувања во моментов не се потребни, ниту планирани.